Колагенот е толку многу важен за нашето здравје и убавината, особено како што одминуваат годините и толку многу го објаснуваме, а сепак се чини дека луѓето имаат многу неразјаснети прашања и заблуди. Па време е да ги разјасниме. А кој најдобро може да го направи тоа? Се разбира, нутриционистот Сашко Дрвошански. Колагенот лесно го внесуваме секогаш кога јадеме протеинска храна. Точно е тоа или не? Не, треба да разбереме дека колагенот не се содржи во нормалните извори на протеин, односно го нема во составот на месото, млекото, рибата, јајцата. Единствено влегува во состав на внатрешните органи, да кажеме, ако јадеме бубрези, црева, црн дроб и слично, кои што за жал, иако се хранливи, нутритивни и нашите предци ги јаделе, денес, да бидеме реални, не ги внесуваме. Така да не можеме со редовната исхрана да внесеме колаген, да не се залажуваме. Колагенот можеме лесно да го надополниме ако пиеме желатин, желе, растворено во вода, да или не? Никако, за жал, многу грешат тука граѓаните, мислејќи дека земајќи желатин растворен во вода, дека на тој начин ќе ги надополнат потребите од колаген во телото, иако желатинот се добива од колагенот, во основа тоа е истата молекула. Меѓутоа, во процесот на преработка, бидејќи неговата намена е за правење на колачи и торти, односно желе, во процесот на преработка се губи можноста да го абсорбира нашиот организам. Значи, кога раствараме желатин, ние немаме негативни ефекти, меѓутоа немаме ни никакви позитивни ефекти, бидејќи минимално можеме да го абсорбираме и никако не треба да го изедначуваме земањето на желатин со вистински додаток на исхраната кој што е на база на колаген. Суплементацијата не е доволна. Единствен ефикасен начин да се обнови колагенот во зглобот е директно составање на инекции со колаген во зглобот. Да или не? Не, тоа е нека грешка, веројатно луѓето не разбрале добро, не постојат инекции со колаген, можеби постојат креми со колаген, меѓутоа инекции што се додаваат во зглобовите се на база на хијалуронска киселина кој што се става за подобрување на подвижноста на зглобот, но не колаген. Значи не може колагенот, единствено можеме да го внесеме во организмот и го внесуваме преку суплементација. Колагенот е потребен само за убавината и за жените? Никако. Можеби најмногу користат жените и можеби најмногу жените придонесува за да дознаеме што е колагенот и зошто е важен, меѓутоа тоа е основниот сврзан протеин што го гради сврзното ткиво и е неопходен за здравјето на кожата, за здравјето на коските, на мускулите, на практично сите внатрешни органи, бидејќи влегува во состав на сите органи. Значи, апсолутно е потребен за целото тело. За спречување на брчките и убавината на кожата, најдобро е колагенот директно да се нанесе и навлезе во кожата само преку креми? Не, и ова е заблуда, иако колаген и кремите со колаген се многу одамна достапни на пазарот и познати за жените, сепак колагенот е многу специфична молекула која што тешко се абсорбира и кога ќе го нанесеме ние на површината на кожата, прашање е дали колку ќе влезе во длабоките слоеви, значи на дермисот. Пак ќе кажам, најсигурен, научно докажан начин како ќе го внесеме колагенот е преку суплементација, кога фактички ги внесуваме колагенските пептиди, ќе ги абсорбираме преку цревата, преку крвотокот ќе стигнат таму каде што треба, така најлесно можеме да го надополниме секако наму каде што е оштетен и каде што недостига. Подобри ефекти дава чист растителен колаген, отколку животински колаген. Прво, не постои растителен колаген. Мислам, тоа е апсолутно грешка. Колагенот по природа е всушност животински протеин, така што не постои растителен колаген и пак ќе кажеме автоматски колагенот што доаѓа од животните, всушност е единствен начин со земањето преку суплементација да го надополниме. Најважен од сите е колагенот тип 2, кој треба да се суплементира. Да или не? Не, и тоа е грешка. Прво да разјасниме дека во нашето тело има многу видови на колаген, дури 28 различни видови, кои што влегуваат во состав на различни ткива, органите и слично. Меѓутоа, колагенот тип 2, конкретно кога зборуваме, влегува во состав само на раскавицата. Значи би помогнал за здравјето на зглобовите. Во суштина, ако веќе бараме еден универзален колаген, тоа е колагенот тип 1, кој што зазема 90% од сите други видови, односно од потребите на колаген во целото тело. И сега, ако нешто зазема 90%, тогаш логично е да кажеме дека тоа е најважен или најпотребен, бидејќи во суштина колагенот тип 1 влегува во состав и на крвните садови, и на внатре во коските, и во зглобовите, лигаментите, тетивите, за кожата е неопходен, помага во обнова на судокожите внатре во органите за варење и така натаму, така што најзначаен би бил колаген тип 1 и она што е исто така важно, доколку се земе во форма на колагенски пептиди, значи веќе кратки молекули. Тие пептиди
од колаген тип 1 всушност можат да помогнат во ресинтетизирање, значи во обнова на колагенот и од другите видови во телото. Тоа се најновите научни истражувања што повторно акцентираат дека колагенот тип 1 е најзначаен кога веќе бираме еден тип колаген. Колагенот може да помогне само однадвор на коските или за зглобовите, но нема улога во здравјето на самата коска. Каде е тука вистина? Не, и тоа е грешка. Да, одамна се знаеше дека колагенот е потребен за изградба на раскавицата и за обновување и враќање на функцијата и здравјето на зглобовите. Меѓутоа, во суштина тој влегува во состав и на самите коски и е многу важен за заштитата од остеопороза, затоа што колагенот прави, односно колагенските протеини прават една структура внатре, како еден вид арматура да кажеме во коските, каде што потоа лесно и ефикасно може да се вгради калциумот, фосфорот и другите минерали. Така што за заштита од остеопороза и скршеници ни е многу важен и колагенот, и тоа токму колагенот тип 1 влегува во составот на коските. Колагенот е потребен само за коските, мускулите и зглобовите, но нема улога за здравјето на другите органи. Колку е ова точно? Не, мислам дека доволно веќе долго време зборуваме дека тој е потребен буквално за целокупното здравје и за сите органи, особено доколку сакаме да ги спречиме знаците на старење, освен во локомоторниот систем, односно потребен за мускулите, коските и за зглобовите, и еве знаеме дека колагенот е потребен и за кожата, нели, за спречување на брчките. Мораме да истакнеме дека колагенот е многу важен и за подобра функција на крвните садови, бидејќи тој помага да се одржи функцијата на надворешната обвивка на крвните садови, а со тоа нивната еластичност, па на тој начин ќе помогне да се одржи природно и да се регулира природно крвниот притисок, значи да не дојде до зголемување на крвниот притисок, да се овозможи оптимална циркулација во крвните садови, да се спречи попуштањето и проширувањето на вените, значи важен и за кардиоваскуларниот систем, важен е за обнова на органите, за варање на внатрешната обвивка или слуза кожа во желудникот, во цревата, доколку се оштети и со помош на колагенот, побрзо ќе зацели. Дури најновите истражувања покажуваат дека е многу важен и за мозокот, односно за нервното ткиво, и дека помага во побрзо созревање на мозочните клетки, во нивна заштита, во подобар дури и побрз пренос на сигналите, значи буквално за целокупното здравје. И сега да го разбиеме митот. Потребни се најмалку 3 месеци земање колаген за да се видат ефектите. Па сега тоа до некаде точно можам да кажам, зависно зашто не е потребно. Доколку станува збор на пример за кожата или косата и ноктите, доволни се можеби 4 до 6 недели ќе се видат ефекти. Особено за ноктите и за косата, после само неколку недели ефектите се гледаат, буквално почнува да расте нова коса, зајакнува косата, цврстината на ноктите. За кожата некаде можеби 6 недели се потребни, тоа е отприлика месец и половина, додека сега ако зборуваме да кажеме за обнова на раскавиците. Раскавиците се аваскуларни, тоа значи дека немаат крвни садови и тоа значи дека потребно е многу повеќе време, бидејќи не може така лесно и брзо да ги донесеме сите нутриенти што се потребни за обнова, така што потребни се например за раскавиците можеби навистина 3 месеци, за коските можеби и до 6 месеци, зависно за кој орган, какво оштетување и колку обнова е потребно.